Сигурно се сеќавате на првата Ford Puma. Она мало спортско купе кое беше доста популарно кај помладата генерација некаде на крајот од 90-тите години. Епа Ford неодамна го представија новиот модел кој го носи името Puma, а сега пристигна и кај нас во Македонија и веќе е достапен по цена од 20.000 евра. Ајде да го видиме на прв поглед. Да, очигледно не е ова ново мало спортско купе, туку ова е нов кросовер кој само го користи името Puma. Технички и сега има некоја купеовска форма, но во повисока верзија. И колку ја се жалиме што не е спортско купе, џабе, бидејќи денес се популарни овие кросовери, сите ги бараат нив, но мора да признам нека ме изненади како изгледа. Дефинитивно имаат некои заеднички елементи во дизајнот. Се што гледаме треба да е и е инспирирано од старата Puma, а очигледно и новата Fiesta. Но напред помалку ме подсетува и како Porsche Macan или Jaguar F-Type, претходната генерација, не новиот, како и да е, уникатен е и убава оваа нова Puma. Внатре, тука веќе има неколку интересни моменти кои мора да ги споменам. Прво, Puma го има најпрактичниот багажник. Сигурно сте гледале веќе видеата како онаа голема дополнителна дупка во багажникот ја прават базен. Всушност Ford направиле едно креативно решение, прво да можете да товарате повеќе работи, поголеми ако треба да стоят исправени, или ако го перете багажникот, водата може да се исцеди од таму каде што има и посебен отвор. Кул, нели? Вториот интересен момент е тоа што во титаниум ниво на опременост имате зипер навлаки, што значи можете многу полесно да ги извадите и да ги исперете. И третиот кул момент е пумата што се појавува на екран. Јако, нели? А помалку и страшно. Инаку интериерот е стандарден како и за секој Ford, а во опрема добивате 8-инчен екран, бежичен полнач, Android Auto и Apple CarPlay, речиси сите безбедни системи, Drive Mode селектор кој што е систем преку кој можете да избирате стил на возење и сето тоа доаѓа како стандардно во новата Puma. Океј дечки, ова беше на кратко и на прв поглед новата Ford Puma. Многу наскоро чекуваме на тест, затоа следете не, направете subscribe на нашиот канал и се гледаме многу наскоро. Чао!